Врнежите од снег предизвикаа прекин во снабдувањето со електрична енергија во неколку села, како и во дел од градските населби во Кочани. Според известувањето од одделението за комунални дејности на општина Кочани, проблемите настанале поради прекин во доводите и паѓање на неколку столбови на електропреносната мрежа. Жителите од селото Мојанци и Горни Долни Подлак, како и некои корисници во населбата Усова Чешма, останале без електрична енергија уште од рано изутрината. Стручни екипи во текот на денот работеа на отстранување на дефектите, што се однесува до напојување со струја на мрежата за јавно осветлување и на другите кориснички пунктови, што се под надлежност на локалната самоуправа. Од одделението за комунални дејности информираа дека засега нема никакви проблеми. Покрај прекините во снабдувањето со струја, граѓаните од повеќе населби во Кочани пријавиле паѓање на жиците од столбовите на кабелските оператори, поради што во прекин се интернет врските. Сообраќај од по локалните патишта и улиците во градот се одвива по влажни коловози. Поради топењето на снегот немаше потреба од дополнителни интервенции и негово расчистување. Сите локални патни правци се проодни, а исчистени и регионалниот пат кон Пониква. Сепак на одделни места има остатоци од снег, поради што надлежните повикуваат на внимателно возење. Обилните врнежи од дожд и снег на планините Плачковици и Осогово придонесува за зголемување на водостојот во речните корита во Кочанско. При тоа водата се излеа во земјоделските површини, како и во дел од подрумски простории на куќи во селото Спанчево. Најкритична состојбата викендов беше со реката Зрновка во близина на вливот во Брегалница, чие излевање поплави околу 50 хектари оризови површини. Тие се целосно уништени. Урнат е речниот брег во должина од околу 100 метри, па водата непречено поминува низ нивите. Првичните проценки на земјоделците се дека е предизвикана штета од 10 милиони денари. Причина за поплавувањето на подрумите и дворовите во Спанчево пак било излевањето на одводниот канал што поминува низ селото, чиј капацитет е недоволен да го прифати зголемениот доток од водотеците. Од територијалната противпожарна единица од Кочани информираа дека интервенирале со 3 екипи, а им помагали и волонтери од Доброволното противпожарно друштво од Кочани. При тоа користеле пумпи и друга опрема за црпење на водата од куќите, пошто состојбата била ставена во контрола. Во интервенцијата се вклучили вработени во водостопанската подружница Брегалница, кои го прекопале одводниот канал и ја испуштиле водата во околните ниви. Зголемениот доток во реката Брегалница предизвика и брзо полнење на браната Калиманци. Сепак таа ги акумулира сите количини и засега нема испуштање на водата. Од водостопанската подружница Брегалница информираа дека последните мерења покажуваат доток од по 60 кубни метри вода во секунда, односно дневно се влеваат по 6 милиони кубни метри, што е многу повеќе од вообичаениот просек. Во браната во моментот се акумулирани околу 50 милиони кубни метри вода, односно нешто под половина од нејзиниот капацитет, поради што и нема потреба од празнење. Покачен водостој има и во Кочанска река и Масалница, а поради нивото на подземни води, оневозможено е довршувањето на задоцнетата жетва на оризот на одделни парцели во атарот на Грдовци, што останаа под вода. Општина Кочани организираше јавна дебата со граѓаните и представници на урбаните и местните заедници, на која се разгледуваше нацрт буџетот за 2022 година. Целта е да се постигне транспарентност и што поголема вклученост на граѓаните во креирањето на финансискиот документ. На собирот представници од секторите во локалната самоуправа дадоа кратки образложенија за ставките што се планираат во расходната страна на финансискиот документ, особено за прашањата и потребите од јавен интерес за пошироката заедница. При тоа се разгледуваа прашања поврзани со урбанистичкото планирање и уредување на просторот, локалниот економски развој, комуналните дејности, културата, спортот и рекреацијата, како и социјалната заштита, образованието, противпожарната заштита и други работи определени со закон. Како 3 чекори кои што би ги посочил, за кои што во иднина верувам ќе има многу повеќе можности да се разговара за културата, е пред се создавање на еден совет за култура од исклучителни и културни работници од градот, кои што живеат во градот и кои што се надам и да потекнуваат од тука. Второ што му недостасува на градот и кое што ќе даде исто така дополнителна вредност, а
тоа е создавање на културен центар. Кочани нема културна институција која што ќе се грижи за техничка и било каква реализација на културните настани во градот. И третото, сметам дека како културен работник кој што повеќе од 35 години се занимава со култура, ја практикува и ја следи, дека буџетот кој што сега го за прв пат го гледам, ми се чини дека е тоа 1 или 2% одвојување за културата од целокупниот буџет на градот, е нешто што не нуди некоја развојна компонента, туку држи повеќе ми личи на нешто што се нарекува одржување во живот на културата која што е со години е падната овде во Кочани. Сакаме конкретно знаеме што за Долни Подлог, Долни Подлог ме интересира, што за Долни Подлог има предвидено 2022. Што ја утре на моите сограѓани можам да кажам, ние бевме на составно во општина Кочани. Во општина Кочани за Долни Подлог за 2022 тоа и тоа. Или можам да кажам дека нема ништо. Градоначалникот Папазов изрази задоволство од учеството на граѓаните во дебатата и можноста дел од нивните барања да бидат вклучени во буџетското планирање. Ќе бидат земени во предвид, дел од предлозите веќе се содржани, веројатно некаде не беа и препознаени како детали или како поделни ставки, се што е конструктивно и на крајот во заклучокот изразив задоволство и можност сите дополнителни предлози што ќе доаѓаат во текот на годината со измени, со ребаланси на буџетот да бидат предвидени и имплементирани. Нацрт буџетот на општина Кочани за наредната година ќе се најде на разгледување и пред Советот на општината, кој треба да даде согласност за документот. По евентуалните дополнувања и измени, усвојувањето вообичаено е на наменска седница на неколку дена пред истекот на календарската година. Во рамки на активностите за борба против родово базираното насилство, во неделата се одржа граѓански собир како дел од кампањата Биди храбра, стоп за семејното насилство, што се реализира по иницијатива на Билјана Ангелова, сопруга на амбасадорот на Бугарија, а со подршка од општина Кочани. Вработени во општинската администрација, како и представници на граѓански здруженија од Кочани, делеа летоци со информативна и едукативна содржина против насилството во семејствата. На овој настан сме собрани не само представници од општина Кочани, туку и од други невладини организации. Настанот го организира, односно го поттикнува сопругата на амбасадорот на Република Бугарија во нашата држава. Според она што го планираме во наредниот период, а се однесува на креирањето на локалниот акцијски план за еднакви можности за 2022 година, предвидени се мерки и активности со кои наредната година ќе има вклучено засегнати страни кои што ќе бидат опфатени со едукативна кампања, но и со други рамки на действување на единицата на локалната самоуправа со цел се повеќе на терен да се зајакне свеста против родово базираното насилство и да се намалат жртвите од родово базирано насилство. Во рамки на кампањата, сопругата на бугарскиот амбасадор преку социјалните мрежи повика на подршка на жените и децата жртви на родово базирано насилство, како и на донации преку специјални телефонски броеви. Заинтересираните граѓани можат да се вклучат и онлайн преку порака напишана на дланките и споделена фотографија на социјалните мрежи. Џудо клубот Гладиатор од Кочани викендов беше домаќин и организатор на државното екипно сениорско првенство во машка и женска конкуренција. Надпреварите се одржаа со подршка од Џудо Федерацијата на Македонија. Општата состојба со ковид пандемијата се одрази и во оваа спортска дисциплина, поради што клубовите во текот на годината не можеа целосно да ги остварат планираните тренинзи и подготовки, па на првенството учествуваа само 4 екипи од државата. Меѓу 50-тината надпреварувачи се најдоа и џудистите од домашниот клуб Гладиатор, кои прикажаа солидни борби. На крајот од надпреварите првото место им припадна на членовите на џудо клубот Ипон од Скопје. Веднаш зад нив се пласираа џудистите од Сеишин од Прилеп, а третото место го освои домашниот клуб Гладиатор. Џудо клубот Миоки од Скопје остана без пласман. Државното екипно првенство во Кочани беше последно на преварување во оваа календарска година.
пошто џудистите заминуваат на заслужен одмор. Викендов се одигра последното есенско 15-то коло во првенството на втората фудбалска лига Исток, кое беше некомплетно. Поради лошите временски услови, 2 од 5 надпревара не се одиграа. Токму средбата во Радовиш меѓу домашниот Детонит и Осогово ни не започна поради лошите услови на теренот што ги предизвикаа обилните врнежи од дожд. Поради тоа од Фудбалската федерација информираа дека средбата е презакажана за во вторник. Сепак, со оглед на врнежите од снег и дополнителното влошување на временските услови, прашање е дали и овој пат ќе има можности надпреварот да се одигра. Покрај овој, одложен беше и дуелот во Гевгелија меѓу Кожув и Братство. Во Струмица пак се одигра надпреварот меѓу Беласица и Виничка Слога. Гостите доживееа висок пораз од 3:0, со што не успеа да се задржат на лидерското место на табелата. Го препуштија на Прилепска победа, која беше убедлива против Локомотива од Градско со 4:0. Виничкиот второлигаш практично во 2 кола ја загуби предноста што ја имаше на врвот на табелата. Александар Милушев го отвори резултатот во 19-та минута, а пред крајот на првото полувреме уште еднаш ја затресе гостинската мрежа за водство од 2:0. Во второто полувреме Беласица го комплетираше убедливиот триумф со голот на Крстев во 73-та минута.